почитуван подпредседател, почитуван председател на влада, почитувани министри, колешки колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Денеска ќе поставам 3 прашања. Првото прашање е до почитуваниот премиер, второто прашање ќе биде до почитуваниот министер, господинот Венко Филипче, и третиот до почитуваниот министер за внатрешни работи, господинот Оливер Спасовски. Со одлука на влада на 88-та седница донесена е одлука за утврдување на статус на стратешки инвестицијски проект за фирмата Zoka Energy Solution Неготино со цел изградба на фабрика за согорување на комунален отпад и производство на електрична енергија. Целта е да се собере комуналниот отпад од 48 општини на територија на Република Македонија, тоа се 5 плански региони, некаде во количина од 700.000 тони до 1 милион тони годишно, и да се преработува, односно согорувањето на отпад да биде фабриката лоцирана во општина Неготино. Она што го добивме како информација од експертите е дека така наречените печки за согорување, инсенератори, испуштаат огромно количество на CO2, јаглеродиоксид, кој што е еден од стакленичките гасови. Исто така, огромен дел од отпадот кој што ќе биде согорува во некаде количини од 700 до 1 милион тони не може да се задоволи од потребите во Република Македонија, што отвара еден сомнеш дека ќе биде овозможен и увоз на комунален отпад. Она што експертите го имаат во своите бројни извештаи, дека адекватна алтернатива за дивите депонии се решенијата да се бараат во биолошкиот третман и механичката обнова на материјалите. Односно, во склопот на овие фабрики, односно инсенератори, какви што немаме до сега во Република Македонија, ќе има и посебен дел за уништување на медицинскиот отпад и секако отпадот од животинско потекло. Ние во општина Неготино имавме една епизода кога ни беше презентирано дека ќе има рециклажа на стаклени шишиња пред 2 години, која излезе дека една голема лага и манипулација. Народот го препозна тоа, собравме 3323 подписи и целата операција беше спречена бидејќи требаше да се гради депонија за инертен и индустријски отпад. Она што е најавено како зелена инвестиција, експертите од европските земји го оценуваат како крајно дискутабилно, бидејќи количествата на емитиран газ CO2 се огромни и веќе во најновите извештаи од нив превземаат мерки за ограничување на согорувањето на отпадот. А тоа значи дека тие фабрики, односно инсенератори, печки за согорување на комуналниот отпад се исклучуваат од парите кои што ги доделуваат ЕУ фондовите. Затоа, познавајќи дека од една страна ја имаме фабриката фени во Тиквешкиот регион, од другата страна е полигонот Криволак, дали со ова не се прави еден тиквешки триаголник со цел да се запечати судбината и на луѓето кои што живеат во Тиквешијата, но секако и на лозарството и на винарството. Затоа моето прашање до почитуваниот премиер господинот Зоран Заев е: зошто токму Неготино е избрано за ваков проект? И зошто упорно владата е глува на барањата на граѓаните на општина Неготино, кои се погласни дека со ова се нанесува штета не само на општините Неготино и Демир Капија, туку и на целиот Тиквешки регион? Второто прашање ми е до почитуваниот министер господинот Венко Филипче. Во ситуација сме на перманентна опасност и живееме со ковид пандемијата. Се почесто се споменува делта сојот, кој што фактички представува една мутација на COVID-19.
со тоа што информациите кои што ги имаме од здравствените работници, од докторите, експертите е дека е многу повирулентен, дека ги напаѓа помладите категории на граѓани, дека знае да нападне други органи освен белите дробови, да направи сериозни оштетувања. И затоа е многу важно да се превземе час поскоро адекватни мерки кои што веќе другите држави започнаа со превземање, со тестирањата на влезот во нашата земја и секако на аеродромите. Исто така, потребно е да се направи што е можно поголемо тестирање во рамки на државата, за да тоа тестирање биде што подостапно, бидејќи не смееме во никој случај да го подцениме делта сојот. Исто така, потребно е да се продолжи со вакцинацијата, но и со фактички и поголем опфат на населението. Вакцинацијата мора да биде масовна, поготово сега во летниот период, за да бидеме што поподготвени за она што се нарекува есенски бран. Она што значи колективна и масовна стварање, креирање на колективен имунитет кај населението. Моето прашање е следно: почитуван министер Венко Филипче да каже како планира да обезбеди нови вакцини визави она што беше ветено во делот на Фајзеровите 800.000 вакцини и Спутниковите 200.000 вакцини, кои што веќе неколку месеци сме во очекување. Последното прашање ми е до почитуваниот господин Оливер Спасовски. Ова фактички стигна до мене како пратеник од страна на граѓанин кој што не може да си го оствари своето право дадено согласно законот за лични карти во член 12, каде што вели дека органот на управата во рок од 15 дена од поднесувањето на барањето мора да му издаде лична, односно патна исправа. И сега да биде уште поинтересно, покрај сите перипетии кои што ги доживеал на шалтерите, и веќе кога помислил странката или личноста или особата дека е веќе на самиот крај, на 12-тиот ден од кога треба и потребно да оде да ја подигне личната карта, му фактички е известен дека нема да се издаваат лични карти, бидејќи се чека промена на законот, наводно изговор дека опозицијата врши блокирање на истиот. Јас би сакал да го прашам почитуваниот министер, зошто Министерството за внатрешни работи не постапува согласно важечкиот закон и не издава лични карти, бидејќи не само од една особа, туку од повеќе особи, дека има сериозни пропусти во тој дел. Како може да биде, например, опозицијата виновна за тоа што делот вработените во Министерството за внатрешни работи не соодветно ја извршуваат својата работа за кој што се платени? Ви благодарам. Благодарам. Пратеникот Златко Пенков постави